Слободан Трендафилов е незаконски избран за председател на ССМ и сите негови досегашни одлуки и решенија од 2016 година се неважечки. Поранешниот синдикален лидер Живко Митрески ја објави пресудата од Основниот граѓански суд Скопје, донесена по негово тужбено барање според која тој бил незаконски сменет од позицијата, а актуелниот прв човек на ССМ Слободан Трендафилов бил нелегитимно избран. Според пресудата, постапките за неговата смена се воделе спротивно на статутот на ССМ, спротивно на воѓата на работниците и спротивно на 14 грански синдикати кои се изјасниле дека никогаш немале водено постапка за негова смена. Тој бара од владата и надлежните институции веднаш да интервенираат согласно пресудата и да го впишат како легитимен председател на ССМ. Оваа пресуда дефинитивно укажува дека сите тие се ништовни действија и дека се бара враќање во поранешна состојба, односно упис на Митревски. Се што се разговара и преговара е нелегитимно. Во решението на судот според Митрески јасно стои дека поранешната техничка министерка Фросина Ременски подпишала решение за негова смена спротивно на членовите 45, 46 и 47 од Законот за избор на влада. Таму јасно стои дека секој донесен управен акт кој е подпишан само од техничкиот министер, а не е подпишан од заменик министерот, е незаконски. Пресудата утврдува дека решението на техничката министерка Ременска е донесена спротивно на закон, спротивно на Законот за избор на влада, член 45, 46 и 47, бидејќи е подпишано само од неа, а не и од заменскиот министер, што според законот таквиот управен акт е ништовен. Алфа побара став и одговори од сегашниот лидер на ССМ Слободан Трендафилов. Од него добивме само краток одговор дека имал поважни синдикални активности. На протести сум со работниците од Колска. Денеска работниците се поважни од Живко. Митрески предупредува дека со одлуката на судот незаконски стануваат и подпишаните колективни договори во јавниот сектор во 2023 година. Тој достави и записник од Трудов инспекторат кој констатирал дека Трендафилов не можел да биде лидер на ССМ, бидејќи претходно не бил председател на Гранскиот синдикат на трговија, а за тоа има и решение од поранешната министерка во владата на СДСМ Јована Тренческа.